raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje. Raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Mir vam, Tatko moj koji si na nebesata. Ti blagodaram za sve, ti blagodaram što mi davaš sila, mir, trpenje, što me nauči da im prostam na site, što me učiš da gi ljubam site, što me usоvrшуваш во љубовта, се покајувам за секој греф. Зборувај денеска низ мене, ти со твоите живи слова допри ги сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе кажат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Денеска зборуваме како што Исус ги вршеше делата твои и ти зборуваше низ него, така и денес и низ мене ти врши ги делата. Ти зборувај, нека биде волјата твоја. Те сакам, Господи Исусе Христе, 4 глава Ефесијаните, апостол Павле, браќа. Јас затвореник во Господ, затвореник е во телото, кафезот на телото и затвореник е физички заради Исус. Ве молам да се однесувате достојно. Зборуваш дека си христијанин. Дали се однесуваш достојно според звањето за кое сте повикани? Секој има некоја работа, да работи нешто во светот. Ние треба да бидеме негови вистински представници на земјата и да работиме од срце. Некогаш ќе се разочарате во работата заради меѓучовечки односи, заради неправди во светот. Но треба да ја работиме работата со сета понизност и кроткост, со долготрпеливост. Тој долго не чека да се покаеме, поднесувајќи се еден со друг. Поднесувајќи се еден со друг со љубов. Трудејќи се да го запазите единството. Единството на Духот. Исусов преку врските на мирот. И ние во заедницата имаме сега, например, јас зборувам нешто денеска, или утре, или минатата средба. И тоа го добиваат уште неколку исто во Духот, за да разберат дека е од Него, поднесувајќи се еден со друг со љубов. Трудејќи се да го запазите единството во Духот, преку врските на мирот. Мирот свој ви го давам. Ако Исус во тебе, ти ќе имаш мир. Ако немаш мир, каде е Исус? Бидејќи ти немаш доволно мир во светот, нема мир. Едно тело сте и еден дух. Како што сте повикани кон една надеж, Божјото царство, на вашето звање. Секој треба да го работи како за Господ, а не за луѓе. Еден Господ, така е, една вера и едно крштение. Ние велиме Татко, вера во Исус Христос, крштението е во дух, да се родиш одново, да го оставиш стариот човек. Еден е Бог, пазете, и Татко. Ние зборуваме христијански, како што Исус велеше: Татко, Оче, ти секогаш ме послушуваш, и Татко на сите, Отец на сите, на се, на сите, кој е над се. Така да било што да се случува, размислувај на тоа. И преку сите и во сите нас е тој. Во секого, зашто самиот живот е од него, самиот дух. А на секого од нас благодатта му е дадена според мерката на дарот Христов, колку што може да понесе.
И некој сака, сите сакаат да бидат проповедници, пастори. О, Исус, те сакам. Апостол Павле беше кожар, шаторџија, го работеше тоа во светот, за да не им тежи на црквите и патуваше. Затоа е речено, издигајки се на височина, кога го распнуваат и кога заминува, плен и плен, Исус им даде дарови на луѓето. Целиот процес на христијанство е да дојдеш на крстот Исусов, да разбереш што направил Таткото Небесен во Исус за тебе, ја пролеа својата крв. И ти треба да умре за секого од нас, за да воскресне. И ти треба да умреш, да се оставиш стариот човек. А што означува издигајки се на височина? Ако не тоа, дека тој слезе пред тоа, во најдолните места на земјата е овде кај што сме ние. Слегнатиот е истиот, Отецот Исус, кој се издигна повисоко од сите небеса, за да исполни се. Тој вели со телото своего поништи законот. Зошто? Затоа што плати око за око, зап за зап без Исус. Око за око, зап за зап. Те сакам, Господе Исусе Христе. За да исполни се. За да исполни се и тој постави едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири и учители. Исус ги поставува, тоа е целата суштина. Дојда рано, на викенди се соседно. Работат мајсторите, за да исполни се. Значи тој ги поставува за пастири и учители. Црквата поставува своји луѓе. И тука е проблемот. Од телесно во телесно, каде е Духот Исусов, го нема Духот Исусов, се прават поделби, деноминации, нема мир, нема љубов. За усовршување на светиите во делото на служењето. Значи се усовршуваш во служење. Работиш за Царството Божие, за изградување на Христовото тело. Секој знае по нешто да донесе, да сведочи, да покаже со собственото однесување дали си ти во Исуса Христа, додека сите не го достигнеме единството на верата, спознание на Синот Божји, дека имам Татко, Син Божји, состојба на совршен човек. 4 глава Ефесијаните. До мера и возраст на Христовата полнота. Исус е исполнет со дух, комплетно. Отецот зборува низ него, он е препуштен на водство. Отецот ги врши делата, Духот, да не бидеме веќе мали деца, што ги лула и занесува секој ветер на лажните учења. Зборува за христијанство, за поделени цркви, за деноминации, преку човечки заблуди, во лукавството на измамата кон заблуда, туку со љубов држејки се за вистината, за Исус кој е вистината. Се држиш за Исус, размислуваш како правиш, тој правиш и ти. Да раснеме во оној кој е глава, Христос. Тие белат автокефални цркви. Јас ви зборувам за христокефалност. Исус е главата, со него, а ние сме органите на едно тело, на заедница, сме живи камења во неговата црква. Со него целото тело е составено и склопено и сврзано преку сите дарувани врски во дух. При дејството на секој дел силата е негова и нараснуваме во неа и се изградуваме еден со друг во љубов. Затоа е потребно заедништво. И ние го имаме тој пример. Дошле кај нас од група, не се молеле, се оправили, се враќа во светот. Или се налутил заради некоја причина, заради некој укор, и потоа секогаш има пат, зашто ти е потребно заедништво. Ова пак ви го зборувам и сведочам по Господ, да не живеете повеќе како што живеат и другите незнабожци, по суетата на својот ум. Јадеш од дрвото на познанието. Знаеш што е добро и зло. Јас знам, не ми требаш, Господе. Знаете, тоа е целата суштина, да се остави стариот човек, стариот ти, и да почнеш да живееш под Исусова собственост и водство, бидејќи тој плаќа за нас. Значи, суетата на својот ум помрачени во разумот, ти знаеш, оттугениот Божиот живот, поради нивното незнаење, мојот народ гине од незнаење и тврдокорноста на нивното срце.
тврдо срце погрешил и не признава. Не признава дека погрешил, не сака да се покае, не сум грешен. Те сакам, Господи Исусе Христе, дојде ни до безчувство. Без чувство тие се предадоа на разврат и ненаситно вршат секаква нечистота. Си ја чува душата за себе си, кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Дадена ти е душата, тој е дарот, ќе ја закопа во земја. На тој што направил две од паричките што му ги дава Господарот, на секој им дава по еден денар, тој направил 5, тој 3, тој ниеден го закопал во земја, душата си ја чува. Слава ти, Господи Исусе Христе, но вие не го познавте така Христа. Исус ја даде душата своја за браќата. Така треба и ние да постапуваме. Ако на вистина сте чуле за Него, за Исус, и во Него сте биле поучувани, вистината е во Исус. Така треба да постапуваме, така да зборуваме, така да се однесуваме. Тоа е христијанство, нема друго христијанство. Не се бараат обреди. Телесни, зборува за духовно обрезување. Да умреш и да се родиш повторно во дух. Тогаш отврлете го од себе. Еве го стихот, стариот човек. Вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливи желби. И да се обновите во духот, во духовен човек, во внатрешен, да се обновиш, и да се облечеш во нов човек, во Исус, создаден според Таткото Небесен, во вистинска праведност и светост. Не си ти себе праведен, праведен си во Исус, ама само ако си во Исус, ако не му припаѓаш, ако Он ги врши делата, ако Он зборува низ тебе. И да се облечете во новиот човек, поради тоа откако ја отврливте лагата, тоа што мислиш дека знаеш, кажувајте си ја вистината секој на својот ближен. И мораш да му кажуваш ако некој греши, постира богородично христијанство или протестантски некои догми, како да кажа, доктрини, или постира богосветци, одбележува денови, правиш идолопоклонство. Треба да си ја кажуваме вистината на секој на својот ближен. Бидејќи сме делови еден на друг, апостол Павле е поставен да го брани Евангелието. Гневете се, но не грешете, сонцето да не зајде во гневот ваш. Вие сте светлината на светот. Знаете, еден е судијата, не давајте му место на ѓаволот. Еден е судијата и учителот. Крадецот да не краде веќе. Слушаш туги проповеди, па зборуваш од нив. Читаш туги книги, зборуваш. Не треба ти да зборуваш од туги, од луѓе што добиле. И да се држиш за деноминацијско христијанство и како да се држиш за минатото со оглед на тоа дека и православието, и католицизмот, и протестантизмот се историски категории. Тие во еден момент биле со Исус, а потоа застраниле во тој идолопоклонство на самите себе. Крадецот да не краде веќе. Слушаш проповеди пред некој и ги прераскажуваш, да не се труди, подобро да се трудиш со сопствените раце, да бараш водство, да го прави она што е добро, за да има што да му даде на оној што има потреба. Треба да му дадеш на оној што има потреба. Те сакам, Господи Исусе Христе. Христијанството е живење како Исус. Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша. Туку само добар за надградување, каде што треба, за да им даде благодат на оние што слушаат. Кој има уши да слуша, благодат на оние што слушаат. И секој што слуша со отворено срце сега нека каже: Исусе, допрете се каде што ве боли. Исусе, ако те има, исцели го во моје место и покажи ми што да покајам. Амин. Покажи ми што треба да покајам, та да ги исцелам, та да се покајат, та да ги исцелам. И не го оскрбувајте Светиот Дух Божи, Духот на вистината, Духот утешител, со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Те сакам, Господи Исусе Христе. Отстранете ја подалеку од секоја огорченост. Простете, јарост не се луди, гнев не осудувај, викање, еден е судијата, хулење заедно со секоја друга злоба. Неправдите ве потикнуваат. Кога ќе се случи таков момент, аларм: Исусе, дај ми мир,
Простувам на сите, ти си судијата, бидете еден спрема друг добри. Бидете еден спрема друг добри, милосрдни, проштевајте си. Простувањето е почетна категорија. Кој простува, тој победува. Проштевајте си еден на друг. Како што и Бог, Отецот ви прости во Исус. Проштевајте си еден на друг. Слава ти, Господи Исусе Христе. И одиме сега оваа поука, што е слезена по дух. За денес. Слегува, јас само запишувам. Така се напишани сите тие книги, околу 30 што се излезени во духот. Јас знаев дека не ги пишувам. Немате оти не молите. Пазе, вели Исус, Јаков 4:2. И вели, молитвата со вера, без сомнеш. Значи, тој што се сомнева, нема ништо да добие. Вера треба колку синапово зрно, тоа е мало. И тогаш имаме планина што се фрла. Надоверуваш да не се поколеваш што се фрла во море. Стани и фрли се во морето, сатано и не доаѓај повеќе. Што е тоа молитва? Добро прашање. И не вика разговор со Бог. Па не е баш така. Јас кога одам да разговарам со некого, сме на равноправни основи. Ние зборуваме за покорност и за понизност. Да паднеш на колена пред него. Да признаеш дека немаш сили и не знаеш самиот. Дека ти треба неговата помош. Тоа е молитва. Кога се молиш? Те сакам, Господи Исусе Христе, во колку час, од кој датум? Не, постојано. Секогаш. Не престанувам да се молам. Кога се молиш ти? Зошто се молиш и кому се молиш е битно. Ние зборуваме во доверба да се доближуваш до Отецот Небесен, преку Исус. Пишано е, влези во својата скришна соба. Исус кажува да се помолиш тајно. Каде е таа соба? Во твоето срце. Да те награди јавно. Не заборавај да ја затвориш вратата од светот. Можеш да застанеш пред семокниот Бог внатре во срцето, од срце кон срце, со сета своја душа, со сиот свој разум, со сета своја сила и сиот свој ум. Немој да бидеш како незнабожците, кои со многу зборови се молат за да бидат услишени. Ние имавме од протестант. Од една заедница дојде 2-3 пати на 2-3 средби. Молитва со сати. Репетира, рецитира. 2 збора се доволни. Гледајте ме, јас се молам. Оти нашиот Отец знае зашто се молиме. Уште пред да се помолиме. Тој знае, тој гледа во нашето срце, дали сме понизни, дали сме покорни, дали имаме тврдо срце, дали го љубиме својот ближен како себе си, дали сме се покајале, дали. Молитвата е да застанеш пред него. Тоа е целата суштина. Да му се доближиш со вера и доверба. Да му се доближиш, да паднеш пред него од својот ум и гордоста. Во покајна молитва. Татко мој, погрешив пред тебе и пред небото. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. Не сакам жртви. Милоста, како и љубовта, покрива многу гревови. Молитва, восклик на јаве и сон, без прекин, од срце. Од срце. Молитвата е повик, во претходно имаме друга, е повик за помош. Молитвата не е поезија, реферат, роман, список на желби. Господе вака, Господе така, Господе ти рече вака, Господе. Имавме една протестантска состојба. Се моли пола сат, како да ја кажам. Молитвата, список, тоа е воспоставување однос од твојот татко и создател, изгубен однос. Повторното состанување пред него, враќање кај него. Не е напишан реферат, молитвата, не е читање. Однос кон твојот Исус. Што му велиш?
Slušni da ti kažem, Isus je ispisao papara, Isus je ovaka, Isus je taka, Jesus, ovaka, Jesus. Te sakam Isuse, citati, stihovi, narodski, sugestiji, koji ti mogi kažu vaš nemu, što da ti napravi. Napišani molitvi koji se čitat, čitatelski klub, ne bare ti nemaš zborovi od srca to da kažeš, prosti mi, tatko, te sakam Isuse, te ljubam Isuse od srce kon srce. Molitva ta je da go otvoriš tvoje to srce, da vlezeš tamo i da go pokaniš Isus da go pokaniš da se naseli vo nego. Molitva ta je da gi gušne stapala da ne Isus, da ne gi puštaš i da mu zboruvaš od srca to. Molitva tajna molitva, postojano da se moliš na Isus, deni noki. Isuse pomogni, Isuse ovak, Isuse ti naprati jas po tebe, Isuse, za sekogaš Isus. Molitva javna je meč, živo slovo, duhovno zboruvanje. Molitva te je dovoljno da kažeš prosti mi, te ljubam, pomogni mi Isuse. Vraćanje pred nego, zastanuvanje pred nego, ne repetiraj, recitiraj ti radi stihovi, napišani tekstovi. Zastani pred nego, tatko moj, Isuse, otvori go srce to i moli, zamoli, pomoli te, molam, Isuse. Vo jedan duh, vo duh i vistina, molitvata je sojedinuvanje vo Isus. Molitvata je pretopuvanje vo negovata ljubav. Premin od neljubov vo ljubav, od gref vo pravednost. Molitvata je od srce. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, pretopuvanje i sojedinuvanje. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Hristose. Tuko so ljubov, držejki se za vistinata. Po sekoj pogled da raste me vo onoj koje je glava Hristos. Otec od nebesen plati za nas so svoje to telo i so svoje ta krv. To znači deka se vraćame vo njegova sobstvenost. No toj ne prisilува, mi dava slobodna volja. To je proces dodeka ti se otvorat očite, ušite i so srce to da se pokaješ, da razbereš i da bideš iscelen. Ne je migoven, iako je možno za Gospod se je možno za Otecot. Tuko je dolg proces na umiranje na stariji od čovjeka i novorodeni evo Isusova ta ljubav. Amin. Tatko moj, ti blagodaram što je u ovoj den. Evo сега se molam za site onije što slušat, što gi otvorat svojite srca, neka se doprat kada što gi boli. Isuse, daj mi, pomogni mi, se pokajuvam, ne osuduvam, prostuvam, ja prihvaćam Božjata volja. Dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Isceluvanje da sekovo nešto ke reče, te sakam. Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Begaj od mene, satano, vo ime tu Isusova. Ja vraćam Makedonije i naša ta zajednica u tvoje race. Sio Timot, sve što imam predavam po tebe, tebe ti pripajam, za tebe živem, po tebe verujem. Živejem ili umiram ili Isusovi sme. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Isus napred nije po nego. Za sekogaš Isus, mir vam do Božje carstvo nebesno. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. I barajte go najnapred carstvo to Božjo, da se vratiš kaj tvoj tatko na nebesata i se ke vi se pridolare. Amin. Do Božjo carstvo nebesno. Za sekogaš Isus. Raduvaj se, čedo Božje, raduvaj se,
o Isusa, ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюbi me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radosna